Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме на тема зошто луѓето не го прифаќаат Христа. Животот на човекот без Бога е бесмислен. Таму каде што Господ ќе изгради храм, ѓаволот веднаш ќе изгради мала капела. И гледај, во капелата повеќе луѓе отколку во храмот. Најпрво ќе одговориме на прашањето кој е Исус Христос. Иако од појавата на Господ Исус Христос поминаа повеќе од 2000 години, кај луѓето се уште се поставува прашањето кој бил Христос. Ние христијаните го прифаќаме и го признаваме како наш Бог, но мнозина не го прифаќаат и не го признаваат, одејќи дотаму дека он и не постоел како историска личност и дека тоа е измислен мит. Овој пат ќе се потрудиме да одговориме на прашањето кој е Господ Исус Христос. Па да почнеме вака. Исус Христос е најмаркатната личност во историјата на светот. Велиме така затоа што од неговото раѓање започнува новата ера во историјата на човештвото. За неговото постоење покрај Библијата, особено Светото Евангелие, кај Марко, Матеј, Лука и Јован, и Светото предание, сведоштво има и кај Куранот, во јудејскиот Талмуд, како и кај светските историчари од тоа време, како Евсевије Кесариски, потоа во архивите на Римската империја и друго. За нас, христијаните, Исус Христос е второто лице на Света Тројца. Он од вечност има божествена природа и постои како Бог, а во одредено време на надприроден начин е роден од Пресвета Богородица и Светиот Дух. Ова е опишано во Евангелијата според Лука и Матеј. И прими човечка природа, постанувајќи истовремено Бог и човек, Богот човек. Како Бог ние не можеме да го спознаеме без Божја помош. Дури неговите ученици и следбеници, светите апостоли, секојдневно биле со него и ги гледале чудата што ги вршел, ги слушале неговите поуки и беседи, но сепак не биле способни сами по себе со моќта на човечкото познавање да ја сватат неговата личност. Често пати он за себе ги прашувал: кој сум јас? На ова прашање добивал различни, а често пати и несигурни одговори. Но кога најпосле му одговориле: ти си Христос, синот на живиот Бог, Господ им посочува дека таа вистина за него не им е откриена и не ја сватиле од нивниот човечки разум и ум и срце, туку од Отецот Небесен. Токму поради тоа он вели дека никој не може Исуса да го нарече Господ, освен преку силата на Светиот Дух. Пишува Светиот апостол Павле во посланието до Коринтијаните. Освен ова, гледано од историски размери, Христос направил епохално дело. Најпрво ја победи Римската империја, така што христијанството од најпрогонувана религија во империјата стана државна религија. Он тоа не го постигна со помош на силни војски, со тешко оружје или бројна дипломатија, туку наједноставно со љубов, смирение и проштевање. Оти црквата е место на љубов, а не на раздор. Бог е љубов, вели евангелистот Јован. Кога Господ Христос висеше на крстот во најголемите маки, он се молеше за оние кои го распнува, велејќи: Отче, прости им, оти не знаат што прават. Христијаните маченици во Римската империја од љубов кон Христа и верата во Бога доброволно страдаа, иако беа најсвирепо измачувани. Крвта на многобројните маченици не ги поколеба христијаните, туку напротив стана семе за нови христијани. Со љубов кон пријателите, но и кон непријателите, Христос го освои светот и владее со него. Неговите војници и дипломати беа 12 апостоли
кој од прости луѓе риболовци стана најпознати во светот. Ете тие таки прости и неуки луѓе преку Христа достигнаа на високо достоинство и совршенство, бивајќи во вистинска смисла станаа ловци на луѓе, односно ловци на човечки души. При позивот во апостолска служба он им рекол на апостолите: врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. И тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Тоа ветување Христос го исполни. Благодарение на нив денес христијанската религија е расширена низ целиот свет. Нема место на земјата каде што таа не е присутна. Таков подвиг не направил и нема да направи ниту еден државник или војсководеч. Името Исус е од еврејско потекло и значи Спасител, а Христос значи Месија, помазаник. Од љубов кон човекот Исус во одредено време постана човек за да го поправи гревот на Адам, да ја уништи смртта и да им овозможи на луѓето милост од Бога и можност за вечен живот со Него. Денес има многу религии во светот, но ниту една нема спасител како што имаме ние христијаните во Господа Исуса Христа. Гледано од историски аспект пак, Исус се објавува себе како Бог во тело, и тоа е основната реалност во Светото писмо на Новиот Завет. А неговите дела се дела на жив Бог. Така он исцелува и лекува од разни тешки болести, опростува гревови и воскреснува мртви. Потоа страшниот суд, победата над смртта, дарувањето на вечен живот, се е тоа дело Божјо. Еврејскиот старешина Никодим му вели на Христа: знаеме дека си ти учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чудеса што ги правиш ти, ако не е со него Бог, запишал евангелистот Јован. Таа линија после слегувањето на Светиот Дух врз нив се продолжува во сведочењето на неговите ученици, апостолите, кои исто како него прават божествени дела. Оваа вистина е изобразена во 6 члена од 2 до 7 на символот на верата. Христос е вистински човек. Непријателите на христијанството често ја оспорувале божествената природа на Господа Христос, но речиси никогаш не ја оспорувале човечката природа. Еврејските народни старешини наумиле да го убијат, потврдувајќи ја неговата човечка природа. И сведоштвата на апостолите држат до тоа дека Христос е вистински човек, потполн и совршен. Христос е безгрешен, слободен од прародителскиот грев, при што дури ни фарисеите, неговите најжестоки противници, не можеле да најдат макар една грешка во неговиот живот, во учењето и во делувањето. Овие две вистини се слеваат во една вистина дека Исус Христос е вистински Бог и човек, Богочовек. Он е една личност која двете природи ги соединува во неделиво единство. Новозаветното откровение јасно сведочи дека Богочовекот секогаш се чувствува и осознава себе како едно лице. Исто така и апостолите еднодушно чувствуваат, сознаваат и исповедуваат дека Богочовекот е една единствена личност, неделива и неизменлива, и како таков Христос ја открива тајната на Бога и тајната на човекот, станувајќи темел на христијанството. Господ Исус Христос е вистински Месија. Ние веруваме дека Богочовекот Исус Христос бил Месија, Спасител, чие доаѓање било најавено уште во Стариот Завет. Он дошол да донесе спасение на луѓето од гревот, а со тоа да воспостави мирни релации и помирување со Бога, принесувајќи се себе си доброволно како жртва на нашите гревови. Он е наш единствен искупител, живел извесен период на земјата и се истакнувал со силна проповед и правење многу чудеса со единствена цел да ги убеди луѓето во вистинитоста на неговата мисија. Зборот искупител значи дека он доброволно се принесе на жртва на крстот
како откуп на гревовите на сите луѓе од Адам па до свршетокот на светот. Неговата концепција за месијанството потврдена е со неговото сведочење за својата идентичност со служењето како Христос, Месија, како што произлегува од некои евангелски места. Уверението дека во Исуса Христа е самиот Бог лично присутен и дека го извршува спасението на светот, постепено се формирало и се затврстувало меѓу неговите ученици и слушатели. Евангелистот Јован запишал: но ова учениците не го разбраа и кога се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него. Христовата појава ги вознемирува луѓето. Тие се прашувале кој е овој човек. Најпрво верувале дека е пророк или еден од старозаветните пророци. Некои велеле дека е старозаветниот пророк Илија. Од и тогаш се верувало дека Илија ќе се појави пред да дојде Месијата. Некои пак велеле дека е Јован Крстител, кој воскреснал кому царот Ирод му е отсече главата. Но постојат одлучувачки моменти и дела кои допринеле за утврдување на ваквото убедување, како што се чудата, Петровото исповедување, преображението, а посебно неговото воскреснување од мртвите. Несомнено е дека стварноста на Христовото воскресение ја зацврстила и усовршила верата дека Исус Христос е Син Божи. Од друга страна, како што произлегува од некои текстови, самиот Исус ја потврдил својата месијанска служба, отворено признавајќи дека е Он Христос, Месијата. Во разговорот со жената Самаријанка, откако таа му рекла: знаеме дека ќе дојде Месија, кој се вика Христос, кога тој ќе дојде ќе ни објави се. Исус ја одговори: јас сум кој што со тебе говорам. На прашањето на првосвештеникот: дали си ти Христос, син на благословениот? Исус му одговори: јас сум. Според тоа не постои никаков сомнеж дека Исус бил свесен и убеден во тоа месијанство од самиот почеток на својата работа. Он потврдува дека Отецот го пратил, па вели: кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. И дека има иста природа и иста сила како Бог, па затоа од нас бара: верувајте во Бога и во мене верувајте. Исус Христос е Син Божи. Исус е Син Божи во смисла дека Он е Бог манифестиран во човечка форма како човек. Светиот апостол и евангелист Јован запишал: и Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина, и ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Исус е Божи Син во тоа дека Он беше зачнат во Света Дева Марија од страна на Светиот Дух. Светиот апостол Лука објавува: Светиот Дух ќе слегне на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Римскиот капетан, задолжен за чувањето на гробот, кој немал други докази освен природните знаци кои го прателе настанот на распнувањето на Голгота, извикал: навистина овој човек беше Син Божи. А апостол Тома, откако се уверил во фактот на воскресението, извикува: Господ мој и Бог мој. И сега доаѓаме до она најважното прашање: зошто луѓето и покрај претходно реченото сепак не го прифаќаат Исуса Христа како Бог и Месија? Но оваа појава не е само во денешно време. Така било и од почетокот на Христовата проповед. Светиот евангелист Лука го запишал овој настан: дојде Исус во саботен ден во синагогата во Назарет, и кога сите биле собрани на молитва, му било дадена доверба и он да прочита дел од Светото писмо. Он ја отворил книгата на пророк Исаија и почна да чита: Духот на Господа Бога е врз мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестувам на бедните.
ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците отварање на темнината. После овие прочитани зборови, Исус им се обраќа на присутните во синагогата и им вели: денеска се изврши ова писмо што го чувте. Со други зборови, овие зборови се однесуваат на мене. После тоа, наместо да се радуваат, старешините се исполнили со гнев и го избркале од синагогата. Зошто? Затоа што законот Мојсев го исполнувале само формално. Тие го читале и објаснувале онака како што ним им одговарало. Вршеле обреди и го објаснувале писмото, но законот не го прифатиле во своите срца. Сето го извршувале само да ја зачуваат власта и да се здобиат со поголемо богатство. Нивната вера во Бога не била искрена и не била чиста, но во духовноста нема двумење. А или си верник и биди верник, ако не си, не биди верник. Тоа е твој избор. Христос вели: верувајте во Бога и во мене верувајте. Друг пример е Јуда. Јуда сам прифатил да биде Христов ученик, но тој, иако секојдневно го слушал Христа и бил сведок за многу чудеса што ги изврши Христос, не го прифатил за Месија, затоа што не можел да се ослободи од јудејското убедување, па на крајот за пари го предаде. И кај него склонноста кон материјалното била посилна од духовното. Но кога сватил дека сето тоа е безвредно, ги фрлил парите и се обеси. И денес се повторува истото. Мнозини денес си велат: дали Бог ги слуша нашите молитви? Мнозина доаѓаат во црква, но се сомневаат дека Христос навистина воскреснал. И ако направиме сублимација на се она што се случува, ќе дојдеме до заклучок дека сваќањето на тогашниот еврејски народ и Јуда, споредено со денешниот човек, се исти. Нивната духовна состојба и состојбата на мнозина денес е иста. Традиционалниот однос и формализмот се одлика на тогашното време, но и на денешното. Често се случува првенствено да се молиме за земното наместо за духовното, заборавајќи дека ако измолиме добра духовна состојба, материјалното ќе дојде како награда од Бога. Причините за неприфаќањето на Христа како Бог и Спасител во главно се сведуваат на две работи: поради страв или интерес и срам. Некои се плашеле поради страв од своите положаи во општеството што ги држеле. Мнозина од страв се разбегале кога Христос беше фатен и осуден на смрт. Од страв дури свети апостол Петар 3 пати се одрече од него. Некои се плашеле од страв поради евреите или што ќе зборуваат луѓето за нив. Но како што било тогаш, истото се случува и денес, кога мнозина од страв за своите положаи во општеството не го прифаќаат Христа, а има и такви кои поради срам за нивниот углед се одрекуваат од Христа. Отија речено: помила им беше човечката слава, отколку славата Божја. Ако им е славата Божја поважна, не би се воздржувале да сведочат за Христа и сигурно би го прифатиле. Но има и такви кои се срамат да кажат дека се христијани, сметајќи дека денес религијата е надмината работа. Но Христос ни порачува: кој се срами од мене и од зборовите мои, од него ќе се засрами и Синот човечки кога ќе дојде во славата своја, и на Отецот и на светите ангели, запишал евангелистот Лука. Често ќе сретнеме луѓе кои имаат предрасуди за Христа и затоа одбиваат да му се приближат. Евангелистот Јован запишал: кога апостолот Филип го најде Натанаила во Вицајда, му рече: го најдовме Исуса, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсей во законот и пророците. А Натанаил му рече: може ли нешто добро да излезе од Назарет? Филип му одговори: дојди и види. Кога дојде Натанаил при Исуса, лично се увери дека Исус е вистинскиот Месија и стана еден од апостолите.
Ова е случај кај мнозина и денес, оти без да се запознаат со учењето на црквата, априори го отфрлаат. Предрасуди има и кога ќе се спомне свештеник, па нели не сме сите исти. Денес луѓето имаат предрасуди за скоро сите луѓе кои извршуваат било какви јавни служби, било да се политичари, лекари, професори и слично. Не може да се донесува суд пред да се запознае личноста. За жал, ние тоа го правиме. Но има и такви кои се противат и кои архидиакон Стефан ги нарекува тврдокорни и необрезани по срцето и душите. Тоа се оние кои не го примиле Бога во себе, а тоа значи немаат љубов. За таквите Исус Христос вели, немате живот во себе. Мнозина има и кои сакат да знаат за верата и се интересираат, но кога ќе им се каже, ајде дојдете на молитва во црква или дојдете на света литургија и причестете се, одговорот е, па баш денес не можам, имам вакви или онакви обврски и така натаму. Таквите сакат со еден разговор да го абсорбираат целото учење на црквата за Бога и за верата. Но треба да се знае дека не можеме Бога да го лажеме, или го прифаќаме, или не го прифаќаме. Тоа е наша одлука, но треба да знаеме дека освен Неговото име, нема друго име за спасение. Господ Исус Христос дојде на земјата не да суди, туку да ги спаси луѓето. Нам ни останува кој колку ќе го прифати. Бидете со мене и јас ќе бидам со вас. Како што прачката не може да роди сама од себе, ако не е на лозата, така и вие ако не бидете со мене, не можете да донесете плод. Не можеме без Христа. Без Него немаме плод. Без Христа нема Дух Свети во нас. Затоа сите такви теории на релативитизам или оправдување немаат место. Подобро е помалку со искрени верници, отколку такви кои се двоумат, сакам, не сакам. Таквите не чувствуваат жет за Бога. Доаѓаат на изворот и не пијат. Доаѓаат на изворот и се свртуваат настрана. Искрениот верник секогаш го признава Христа за свој спасител, за Бог и Месија. Тоа е единствениот начин да го запознаеме Бога. Тврдокорноста само повеќе не оддалечува од Бога. Христос постојано чука на вратите од нашите срца и ние треба да му отвориме. Он да влезе во нас, Бог кој се даде себе си за нас, ние го отфрламе. Го спомнуваме, но не го примаме. Еден од светите оци рекол, таму каде што Господ ќе изгради храм, ѓаволот веднаш ќе изгради мала капела. И гледај во капелата повеќе луѓе отколку во храмот. Зошто е тоа така? Затоа што поради ослабената вера повеќе ги привлекува животот. Методологијата на ѓаволот се состои во осуда и клевета на сето она што е добро и религиозно. Тоа е за денешниот човек е многу привлечно. Осудата и клеветењето се плод на зависта, егоизмот и суетата. Верата во Бога не учи да се клониме од таквите навики, бидејќи тоа се штетни пороци кои ги нарушуваат човечките односи и ја нагризуваат љубовта. Верата го учи човекот на она што е добро и корисно, што е свето и спасоносно. Целиот морален закон се состои во љубов кон Бога и љубов кон ближните. Нема ништо поголемо и поблагородно да се сакаме сите и да живееме како Христови деца. Христос вели, нова заповед ви давам да се љубите еден со друг. Како јас што ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе, запишал евангелистот Јован. Колку го имаме Христа во нас, гледајќи пошироко, многу малку. Христос дојде заради нас и не го примаме, а кога ќе се појави духот на нечестивиот, на ѓаволот, веднаш го примаме. Ние дозволуваме во секој празен простор на нашите души да се всели ѓаволот. Ете затоа во ѓаволската мала капела има повеќе луѓе отколку во Божиот храм. Споредете само
Како би се чувствувале ние ако за секој наш пријател или роднина дадеме се, а тој да нема ни тронка љубов кон нас? Сигурно дека нема да ни биде сеедно. Така и Господ Христос се љути за нас кога не го примаме и не му даваме доволно внимание. Дали религијата е надмината работа? Но треба да знаеме дека човекот е богоцентричен и не постои атеист во апсолутна смисла на зборот. Кога тогаш, макар еднаш во животот, секој од нас ќе го побара Бога. Религијата не е само за простите и неуките, туку таа е за сите луѓе и за сите профили. Големи умови низ историјата на човештвото се изаснувале како религиозни. Таков бил и светски познатиот научник Михајло Пупин, кој изјавил: се што сум научил во животот е тоа дека Бог постои. Таков бил Достоевски, Чехов, Тесла, Ајнштајн и многу други. Некој ќе каже, науката не го докажало постоењето на Бога. Најпрво, религијата и науката не си противречат. Напротив, тие се дополнуваат. Никој не бара Божјото постоење да се докаже на научна основа. Науката се занимава со видливите работи, а религијата со она што е невидливо и трансцендентно. Бог е дух, а не материја, иако делата негови се видливи и општо познати. Светиот апостол Павле на евреите им пишува: верата е жива представа за она на кое се надеваме и докажување на она што не се гледа. На крајот ќе речеме: Исус Христос е вистинскиот Бог и човек, Богот-човек. Да ја чуваме верата во Исуса Христа, да се молиме, оти тоа е услов за нашето вечно спасение. Да не бидеме од оние за кои светиот евангелист Јован вели: дојде при своите и своите не го примија. Христос на сите што го примаат им дава награда, а на сите што го примија, на сите што верува во неговото име, им даде можност да станат синови Божји. Амин.